Воопшто не е пријатно да се учи од стари или искинати учебници, вели Анисија Угриновска, председател и основач на Организацијата за диалог и афирмација на средношколците на денешниот прв национален средношколски самит. Владата и годинава не успеа да обезбеди учебници за неколку генерации ученици, па средношколците апелираат надлежните да си ја завршат работата. Секако не е пријатно да се учи од стари учебници, од искинати учебници или воопшто да бидете спречени да учите бидејќи немате учебник. Токму тоа е една од темите која што ќе ја обработуваме тука. Секако можам да забележам дека на учениците тоа не им се допаѓа. Не можеме едноставно, сме спречени да учиме од вакви учебници и апелираме до МОН и до сите одговорни да истото што побрзо го средат. За тоа колку се младите вклучени во политичката сфера и носењето одлуки кои директно ги засегаат, Анисија вели дека потребно е некој да ги вклучи, да ги слушне и да ги послуша. Со периодот на изолација, на дистанца, социјална и така натаму, нашето учество можеби беше ставено на периферија. Токму сега е моментот истото да го смениме, односно да го зголемиме нашето учество, а можам да кажам и дека сум многу среќна и задоволна со тоа што учениците сакаат да се вклучат, сакаат некој да ги слушне, сакаат некој да ги вклучи и на крај сакаат некој да ги послуша. На денешниот прв национален средношколски самит во организација на Младинското здружение ОДАС се дискутираше за колективните предизвици на средношколците во Македонија. Ставовите и мислењата на средношколците ќе бидат вметнати во декларација, документ кој ќе ги идентификува слабостите на образовниот систем, а кој ќе содржи и мерки за негово подобрување.